Гордана Лолеска од Охрид е граѓански активист за заштита на лицата со ретки болести. Потикнат од потребата да се слушне повеќе нивниот глас, на нејзина иницијатива се спроведува кампањата "Ги запознаваме ретките болести". На разни начини, јавност има можност да се запознае со 28 диагнози, од кои најчесто боледуваат овие пациенти во Македонија и проблемите и предизвиците со кои тие се среќаваат. Јавноста треба да се едуцира, бидејќи не знаеме кога во нашето семејство можеме да добиеме да имаме пациент со ретка болест, да научиме да ја препознаваме реткоста, бидејќи поминуваат години кога некоја ретка диагноза ќе е помешана или заменета со некоја диагноза која е многу честа. Лолеска вели дека до пред неколку години и самата не знаела што е тоа ретка болест. Меѓутоа, случај во моето семејство ме натера да почнам да истражувам за ретките болести, така и на некој начин станав граѓански активист. Во рамките на кампањата се вклучија и ученици од Средното економско училиште од Охрид, кои поставија постер презентации во училишните простории. Овие всушност постер презентации кои што се изработени ќе се постираат и на социјалните мрежи и на Инстаграм под хаштагот Show You Are Rare, како хаштаг нели за денот на ретките заболувања. Баравме податоци за информации за тие ретки болести и на крај ги изработивме овие постери. Она што загрижува е што поголем дел од лицата заболени од ретка болест во земјава се деца. Најгорчливиот проблем на пациентите со ретки болести е всушност навремена, точна и бесплатна диагноза. Поминуваат години толкајки по клиники додека дојдете до диагноза на член од вашето семејство. Инаку во светот постојат околу 7000 ретки болести, од кои само за 250 има некаков лек. Има и пациенти кои се уште не се диагностицирани или нивната диагноза нема име. Во Македонија во регистарот на ретки болести запишени околу 430 пациенти, но според здруженијата таа бројка е дупло поголема, а има околу 40 основни диагнози, од кои само за 28 имало некаков лек. Од Министерството за здравство вела дека со програмата за ретки болести се обезбедува медикаментозна терапија за лицата со ретки заболувања кои се вклучени во регистарот. Зголемени биле и средствата за оваа програма и изнесуваат 380 милиони денари. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.